Драги ваги, септември е месец кога рамнотежата ќе биде твојот најголем водич. Ова е време кога ќе почувствуваш дека животот те тера да направиш избори. Некои ќе бидат лесни, други ќе бараат храброст. Септември за тебе, драги ваги, доаѓа како нова страница по тетрадката на твојата година. Ако летните месеци беа хаотични, мешавина од подеми и падови, сега ќе почувствуваш дека како нежно да се смирува водата во твојот живот. Полека, но сигурно, наоѓаш баланс меѓу она што го сакаш и она што ти е потребно. Ќе имаш моменти кога ќе осетиш дека нешто големо се подготвува. И не грешиш. Овој месец е твојата подготовка за твојата лична сезона, кога ќе влезеш во целосна енергија на вага и ќе се чувствуваш како новородена. Најпрво да кажеме дека овој хороскоп е за забава и инспирација. Слушај со интуиција и земи од него само што ти резонира, но верувај си најмногу на себе си. А во ова видео ќе зборуваме за љубовта и односите, кариерата и финансиските можности, твоето здравје и благосостојба, најдобрите периоди за успех, но и за предизвиците што ќе треба да ги совладаш. Затоа остани до крај, затоа што ќе слушнеш совети и пораки што може да ти донесат инспирација и сила токму кога ти е најпотребна. И доколку се уште не сте преплатиле, сабскрајбнеле на каналот, направете го тоа сега, бидејќи секој месец овде ќе добивате пораки, што можеби ќе ти помогне да го живееш најдоброто од твојот хороскоп. Па да започнеме. Љубов и односи. Љубовта во септември ќе биде еден вид огледало. Луѓето околу тебе ќе реагираат директно на тоа што го зрачиш. Ако си отворена, смирена и полна со љубов, ќе привлечеш исто такви искрени вибрации. Во љубовта септември е месец на искреност и откривање. Ако си во врска, овој месец ќе забележиш дека партнерот повеќе сака да зборува, да се отвори, да ти каже нешто што долго време го чувал во себе. Може да бидат признанија, планови за иднината или едноставно емоции што не ги изразува. Твојата улога е да слушаш со срце и да покажеш дека на вистина го разбираш. Септември носи убави моменти на заедничко смеење, мали изненадувања и повторно враќање на блискоста. Можни се и ситни недоразбирања, но само ако избегнуваш да ги кажеш своите вистински чувства. Запомни, твојата сила е во искреноста и твојата природна способност да внесеш мир. А ако си слободна вага, твоето поле на љубов буквално свети. Ова е месец кога може да запознаеш личност која ќе ти остави впечаток од првиот миг. Ќе биде нешто во неговиот или нејзиниот поглед, во начинот на кој зборува или во тоа како се однесува со другите. Ќе почувствуваш дека не е само хемија, туку препознавање на душата. Можно е ова да биде почеток на нешто големо, но дури ако не се развие веднаш, ќе те натера да размислиш поинаку за љубовта. А во врска со семејството и пријателите, може би ќе бидеш повикана да бидеш медијатор во некои мали конфликти. Но ќе знаеш да избереш вистински зборови. Ќе бидеш гласот на смиреноста. Луѓето ќе го ценат тоа и ќе ти веруваат повеќе од порано. Кариера и финансии.
Септември е месец на јасност и нови насоки. На работа ќе добиеш чувство дека се тестира твојата истрајност. Можно е да имаш повеќе задачи од вообичаено, но секоја од нив ќе ти покаже дека можеш повеќе отколку што мислиш. Ако работиш креативно или во тим, ќе забележиш дека твоите идеи почнуваат да се слушаат со поголема сериозност. Колегите и надредените ќе гледаат во тебе личност што носи решенија. А за некои ваги, овој месец може да отвори врата за нов проект или нова можност за работа што ќе биде повеќе во согласност со твојата душа. А финансиски совети? Ова е месец кога можеш да видиш награда за трудот од претходните месеци. Можно е да добиеш понуда за дополнителен приход или нов проект. Сепак внимавај на импулсивни трошоци. Вагите знаат да потрошат повеќе кога сакаат да си го разубават животот. Ова е и добар месец да почнеш со планирање за иднината. Штедење, инвестирање или барем јасна стратегија за тоа како ќе ги оствариш своите материјални цели. Здравје и благосостојба. Твоето тело ќе бара внатрешна дисциплина. Ќе има моменти кога ќе чувствуваш умор и ќе сакаш само да се повлечеш. И не го игнорирај тоа. Одморот ќе биде клучен. Внимавај на соништата. Ќе бидат посилни и ќе носат пораки. Ова е добро време и за детокс. Било да е преку исхрана, повеќе вода или мали ритуали на почистување. Емоциите може да влијаат на твоето тело, особено на стомакот и кожата, па обрни внимание што на вистина те оптоварува. Најубави енергетски моменти за вага во септември. Овој месец ќе ти донесе неколку посебни бранови на енергија. На почетокот ќе почувствуваш свежина и нова мотивација. Како да ти се буди желбата да расчистиш со старото и да отвориш простор за ново. Потоа доаѓа момент во кој ќе се отвори можност за нови контакти, разговори и идеи што ќе те инспирираат. Ова е време кога другите ќе те слушаат со внимание и ќе ја ценат твојата искреност. Подоцна ќе почувствуваш дека ја враќаш силата и самодовербата. Ќе имаш јасност за одлуките што сакаш да ги донесеш и ќе знаеш кои врати вреди да ги отвориш. И на крајот од месецот, енергијата ќе стане уште повеќе твоја. Хармонична, смирена и полна со љубов. Тоа е моментот кога ќе се чувствуваш во својот елемент и кога најубаво ќе можеш да блеснеш. Предизвици и што да се внимава. Иако месецот носи убави можности, има и предизвици. Можеби ќе има моменти кога ќе се чувствуваш раздвоено, како да не знаеш на која страна да застанеш. И ова е класичната дилема за вагата. Можни се љубовни недоразбирања ако не кажеш што чувствуваш. Финансиски, пази на импулсивни одлуки. А најважно, не дозволувај стресот да те исцрпи. Совет и инспирација. Ваги, септември е месец кога ќе ја почувствуваш силата на твојата внатрешна рамнотежа. Ова е време да направиш избори што ќе обликуваат твојата иднина, во љубовта, во кариерата и во твојот личен раст. Но запомни, хармонијата не значи дека секогаш да избегаш од конфликт, туку да најдеш мир и јасност
дури и во најголемата бура. Септември ќе ти покаже дека луѓето што навистина се важни ќе останат покрај тебе, без разлика на твоите избори. А останатото нека отпадне. Афирмации за вага во септември. Афирмациите се како семиња. Колку повеќе ги повторуваш, толку посилно растат во твојот ум и срце. Еве неколку афирмации кои што можеш да ги користиш овој месец. Ја прифаќам мојата вистина и носам одлуки со љубов. Јас сум магнет за хармонија и искрени врски. Секој чекор ме води кон поголем мир и изобилство. Мојата енергија е привлечна и мојата душа свети. Верувам во себе и во патот пред мене. Хајден предлог. Секое утро повторувај една од овие афирмации пред огледало. И забележи како со тек на време ќе станат дел од твојот внатрешен глас. А како да ја користиш енергијата на месецот? Септември за вагите носи енергија на чистење, јасност и нови почетоци. Но еве како најдобро да ја искористиш. Во првите 2 недели посвети време на расчистување. И дома и во мислите. Извади ги работите што не ги користиш. Запиши на хартија стари грижи и изгори ја таа хартија. Во средината на месецот почни со нешто ново. Тоа може да биде нова навика, мал проект или идеја што ја одложуваш. А кон крајот на месецот, кога сонцето ќе премине во вага, почувствувај таа енергија како лично враќање дома. Тоа е момент за поставување цели за следната година. Така да заклучиме за овој период, драги ваги, ќе имаш љубов, можности за раст, нови перспективи, но и предизвици што ќе те научат на јасност. Но запомни, твојата сила е во твојата нежност и твојата моќ е во твојата рамнотежа. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, subscribe, преплатете се на каналот и споделете го, можеби видеото со некој што ја вага. А доколку се пронајдовте, пишете во коментари. Ви благодарам.